Доколку СДСМ дојде на власт, земјава ќе продолжи да зема кредити, соопшти опозицијскиот лидер Зоран Заев. На тој начин, дел од парите ќе се инвестираат во капитални проекти, а дел ќе завршат во државната каса, изјави Заев. Не дека во Македонија ќе нема и нови кредити. Мора да има, но тие ќе бидат само за капитални инвестиции и проекти кои што ќе враќаат пари назад во буџетот на Македонија. Тоа е рационалниот пристап. Оваа изјава на Заев се коси со сите досегашни обвинувања на опозицијата, адресирани кон владеачката ВМРО ДПМН, кога станува збор подигнувањето на кредити од меѓународните финансиски институции или пак од домашните банки, реагираат од Министерството за финансии. На секое задолжување, опозицијата закажуваше пресконференции на кои најавуваше грчко сценарио за земјава и обвинуваше дека поземените пари ќе бидат потрошени за непродуктивни цели. Од друга страна пак, податоците со кои власта образложуваше се дека дел од парите се за враќање на стари долгови од времето на СДСМ, а дел за тековни проекти, како градење на патна и железничка инфраструктура, реновирање и изградба на нови училишта, градинки и болници, спортски сали и игралишта. Обезбедени се средства за изградбата и модернизацијата на клиничкиот центар Мајка Тереза и регионалната клиничка болница во Штип за проектот подобрување на општински услуги и така натаму. Македонија преку кредит од Европската инвестицијска банка во вредност од 350 милиони евра во време на светската криза, кога капиталот беше тешко достапен, го поддржа приватниот сектор со пласирање на субвенционирани кредити на малите и средни предпријатија. Во моментов, состојбата со јавниот долг е на ниво од 4,7 милиарди евра, а речиси половина од овие пари се потрошени од страна на владењето на СДСМ, реагираа од Министерството за финансии. Од пред само неколку дена, од финансии јавно ги запраша опозиционерите, каде завршија повеќе од 2 милиарди евра. Толкав минус во државната каса наследи ВМРО ДПМН кога ја освои власта. Според ресорното министерство, во последниве 10 години видливи се проектите кои се реализирани и зашто се трошат парите од кредитите.